Кочанските и виничките пекари денеска ја почитуваа одлуката на владата и ја замрзнаа цената на лебот, кој од утрово се продаваше по цена од 33 денари. Леб имаше во сите маркети во Кочани, каде што се носи леб од кочанските и виничките пекари, но скопските, како што најавија, од денеска го прекинаа производството на леб поради незадоволството од одлуката за замрзнување на цената на 33 денари. Утрово ги прашавме нашите сограѓани што доколку маркетите останат без леб, а тие бидејќи се снаодливи, велат дека додека има брашно, не се плашат, ќе си месат дома. Други пак велат дека не веруваат во тоа дека лебот ќе престане да се произведува. Па не ни примитив, да ви кажам право. Па не ми се верува. А ја мислам дека ќе има. Би требало нешто сигурно заради сакате да поевтинеат. Производителите на леб од поголемите пекари како Житолукс, Унилукс и пекара Диме утрово не донеле свеж леб во маркетите во Кочани. Не донасат. Јас скопски трошам и нема. Од баварскиот леб нема. Највисоките цени на производите според предлогот на Министерството за економија се утврдуваат во висина на цена која што изнесува 33 денари по леб, со тежина која што изнесува 450 грама и повеќе, а со тежина под 450 грама се утврдува висина до 33 денари по леб, односно цена што ќе биде во сооднос со тежината на лебот. Вака утврдените највисоки цени на производите со оваа одлука е предвидено да се применуваат до 31 мај 2023 година.